Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова мое вклучување во живо е поради една нова иницијатива која што ќе имаме од Белагнија, а во чест на новиот објект на Белагнија, кој што веќе е земен и каде што веќе започнуваме со активностите околу неговото средување. Значи, од 1 декември ќе имаме посебни промоции кои што секако и вие ги барате, промоции кои што ќе бидат во ваша корис, промоции кои што секојдневно ќе бидат објавувани во солена соба Белагнија Битола, повод новиот објект кој што веруваме дека до 25 декември ќе биде завршен, и тоа вие го баравте и ние решивме и одлучивме да бидеме во корис на сите вас. Покрај ова мое вклучување во живо кое што ќе биде за новите работи кои што ги презимаме тимот, исто така ќе ви доставам исто неколку докази на кои што одредена групација на лица кои што се појавуваат како вистиномер, а всушност тоа се лица кои што ги застапуваат соларните панели, а знаеме чива е таа електроенергија, знаеме кој има окупирано повеќе локалитети и уништено повеќе дрва, за кои што и предходеа пожарите во Република Македонија. Имаме за цел да им покажеме некои нови докази и аргументи, и тоа е поради тоа што сакаме да ви докажеме дека истите тие се лица кои што најверојатно служат на тимот на Сорос во Македонија, претежно на оние кои што ја имаат таа енергија, а тоа се Зоран Заев и Венко Филипче. Покрај овие докази кои што ќе ви ги представиме денес, нашата цел и понатаму ќе продолжи. Голема благодарност до Кичево, каде што масовно започнаа подписите за електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, а истовремено и 23 јули, како што пред некој ден беше албанското знаме, денот на албанското знаме, и ние сакаме како македонци на 23 јули да имаме ден на нашиот македонски кутлеш, ден на нашето национално македонско знаме, кое што ќе го развиориме низ цела Македонија на 23 јули во чест на роденденот на Александар Македонски, од кога е и преименувано од неговиот татко Филип. Значи, македонскиот кутлеш во чест на победата на Олимписките игри, во чест на раѓањето на Александар, го промовира неговиот татко Филип Македонецот, а ние после одреден милениум ви докажуваме дека македонскиот кутлеш всушност го представува Богот во нас, искрата во нас, љубовта во нас, тоест кислородот. И затоа ова национално македонско знаме би требало да биде и македонско и светско, бидејќи без кислород нема живот, а исто така и без етерот. Така да, нека биде 23 јули ден на завршената наша иницијатива со електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, каде што
со тоа ќе докажеме дека ние сме македонци и сакаме, независно кој на која религија припаѓа и кој на која политичка партија да го направиме тоа и една за секогаш Македонија да ја доставиме со вистината која што и те како е потребна за сите нас. Уште еднаш, овие наши трибини по градовите и електронскиот попис на сите македонци во целиот свет, кој што започна од Кичево, ќе продолжи наредните денови, а ние ќе одлучиме каде. Имаме две опции моментално. Следната трибина за петиција за електронскиот попис да биде во Прилеп или во Битола. Ќе ви објавиме, ќе ви најавиме. Значи, ако е во Битола, ќе биде на Тумба кафе, каде што исто така има степенеста пирамида и кале, кој што го кријат од сите битолчани и за кои што имаме одредени сознанија, како и со Китино кале, каде што има подземни тунели низ целиот град, така и од овде има подземни тунели низ цела Битола, поврзани со Саат кулата. Само нека ова вистина не одекне на начин кој што одма ќе започнат да забегуваат, да истражуваат, да изиграваат археолози и така натаму и така натаму. Овие докази и аргументи се поклон од Владо Павлов на сите вас, а воедно и воскреснување на една енергија која што е запечатена во свети места низ Македонија. Додека ако одлучиме пред Битола да биде Прилеп, ќе бидеме на могила. Значи, уште сега ги повикувам сите македонци од Битола и Прилеп, освен каде што ќе има петиција во нашиот објект во Белагнија солена соба Битола, доколку има и наши пријатели за кои што не сакам јас да инсистирам, ако има некои други кои што по широк сокак или било каде сакат да учествуваат во ова божествена иницијатива, во ова нова историја на македонците, слободно нека се пријават, нека помогнат да имаме петиција исто така низ цела Битола. Петицијата во Прилеп се разбира дека со отварањето на Агапи кафе Белагнија во Прилеп, нормално дека и петицијата ќе спроведуваме во нашиот кафич, а исто така и уште сега го повикуваме цел Прилеп, доколку сака да учествува со нас во ова мисија на милениумот, слободно нека се произнесе, нека даде свое одобрение и да ја правиме исто така и во нивните објекти. Тоа е околу нашата иницијатива, не брзаме, имаме време до 23 јули сме си зацртале. До 23 јули би сакале да ја завршиме ова петиција, содавање на свој подпис, за кој што ни се потребни преку 100.000 подписи. И веруваме дека до роденденот на Александар 23 јули ќе ја завршиме и ќе ја доставиме до Собранието на Република Македонија, а истовремено и ќе го славиме денот на нашето национално македонско знаме, македонскиот кутлеш, во чест на роденденот на Александар Македонски, каде што идентично како што секој има право да го слави своето национално знаме, а бевме сведоци пред некој ден нели и за нашите сограѓани од албанска националност, кои што имаат право да си слават свое национално знаме, така и ние македонците имаме право да славиме и да имаме ден на нашето национално знаме, а тоа нека биде 23 јули, роденденот на Александар Македонски, каде што очекувам да завршиме со собирањето на подписи за електронски попис на сите македонци во целиот свет. Дали се разбираме до овде и дали можам да бидам сватен за да преминам на темата која што сакам да ја доставам на лица кои што се купени од оние кои што не веруваат во преземениот озон,
не веруваат во литиумските батерии, не веруваат во ништо друго, освен дека треба да уништуваме ридови, треба претходно да ги палеме, а потоа да ставаме соларни панели под капата на оние кои што беа претходно владетели. Тоа е еден доказ и аргумент дека вистиномер се деца кои што служат на лицата кои што се поврзани со претходната влада, и затоа им смета Владо Павлов, затоа им смета атентатот кој што самиот Киро си го нарачува. Немаат одредени докази, измислуваат некои приказки дека Киро бил малку понастрана, автомобилот одел не одел и така натаму. А се со една цел да се сокрие вистината на угнетувањето на македонскиот народ и се со една цел да забораваме ние македонците на атентатот кој што е извршен врз нас македонците во чест на уживувањето на Македонија онаква како што сите ние сакаме. Затоа и немаме регуларен електронски попис на сите македонци, затоа и немаме регуларни избори со една изборна единица, а на ова ние се залагаме уште од 2012 година, како што оние кои што ме знаат од подолго време многу добро се упатени кои се промоторите на една изборна единица и кои се промоторите на електронски попис на сите македонци во целиот свет. Значи, уште еднаш, Кичево посебно ви благодарам. Следната трибина ќе организираме заедно повторно со докази и аргументи за Прилеп или за Битола. Ако одлучиме да бидеме во Прилеп, ќе бидеме на Могила, додека третата трибина ќе бидеме на Тумбе кафе, каде што исто така е степенеста пирамида, каде што биле градени калињата на нашите древни македонски престолнини, или реално овде Владо Павлов не е тип што верува на некоја римска населба, која што на вас ви е позната како Хераклеја, која што е изградена на место каде што била базата на Цинци Легија ди Рома. Не знам дали ги знаете кои се тие. Иначе Цинци Легија ди Рома е она која што до ден денеска владее со Македонија, и не само со Македонија, со цел Балкан, да бидеме малку поискрени, каде што последна земја која што ја поробуваат Римската империја е денешна Македонија. Оние приказки со прва, втора и трета римско-македонска војна не постојат, македонци мои. Поробувањето на Цинци Легија ди Рома на Македонија започнува веќе од времето на библискиот распет на Исус, кој што ви е познат на сите вас. Јас би рекол, еве реално вака. Значи, ако 14-та година од нашата ера е година кога умира Август Октавијан. Сега, некој правеше проект с Копје 2014. Дали знаеме кој е тој некој што го правеше овој проект и под чија капа го правеше овој проект? За Владо Павлов овој проект Скопје 2014 година е проект кој што обележува 2000 години од смртта на Август Октавијан. Или во превод, тогаш има 30 години Емануел, синот на Клеопатра VII. Ке се појават многу филозофи, многу кои што имаат за цел да го демантират сето ова и ќе кажат дека не учиме од Google, ама јас ќе ве прашам сите вас, каде на Google, каде на чичко Google, или сега интересно вештачката интелигенција, кажува дека Исус е син на Клеопатра VII. Значи, овие откритија не се водат со откритијата на
не се водат со откритијата на прашаго чичко Google или праша вештачката интелигенција. Што значи тоа? Дека со смртта на Август Октавијан се појавува Исус од Библијата или се појавува синот на Клеопатра VII, кој што е син и на Јулије Цезар и на кој што брат му е Август Октавијан, тоест тие се двајца браќа од две различни мајки. Промоторите на Библијата ќе ги пронајдеме овде. Како што гледате, нема разлика. Изида и мајка Богородица. Изида е божество кое што е почитувано од Клеопатра VII. Каде што гледате, исто представено, а се со една цел да манипулираме со одредени активности и со одредени работи. Мајка Богородица пред времето на христијанството е Изида, а Изида е главно божество на Клеопатра VII. Тоа значи дека Исус на 30 години се враќа во Македонија. Или во превод, 14-та година од нашата ера, Македонија не е се уште поробена. Иако биле поробени Анаталија, Турција, Сирија, Египет, цел Блиски Исток. Македонија се уште не била поробена во времето на смртта на Август Октавијан. Овие работи нема да ги пронајдете никаде. Што значи дека 33 години, ако дошол Исус на 30 години, каде што јас го тоа представувам во мојата книга Исус убиен со копје во Македонија, и дека е повлечен од Август Октавијан на Хималаите. Ако дошол на 30 години во Македонија, кој што било единствено слободна земја во тој временски период од Рим, каде што се уште Цинци Легија ди Рома не ја поробила, тогаш на 33 години, ако е распетието и воскресението, ни покажува доказ дека 17-та година од нашата ера е поробена Македонија. Значи, 17-та година од нашата ера е поробена Македонија од Рим. Последна земја која што не била поробена. И не можел никој да ја пороби. Ама не Македонија како што ја знаете денес. Збориме за Филипова Македонија, за кој што некој му го поклони символот на Филипова Македонија, нашето национално знаме, на оние кои што не се ни грци доле, туку се сарцени, кои што грците им ја поклонуваат Грција со крстоносните војни. А грците стари ќе ги најдете во Брисел. Арапските семити во Европска унија. И тие многу добро го знаат ова. Значи, 17-та година од нашата ера е победата над Македонија. Од Цинци Легија ди Рома. Затоа, за Владо Павлов, Хераклеја е база или војна база на Цинци Легија ди Рома. Каква Хераклеја е изградена од Филип, кога мајка му на Филип е родом Битолчанка, евредика, кои што живееле на Тумбе кафе.
и каде што им било калето. Од лингистидите. А лингистидите и амфистидите, Битолско-Пелагониската област, заедно со Струмишко-Радовишката област, потекнуваат од Пелагнија или Белагнија, Осоговскиот дел. Затоа и денес, ако продолжат дождовите, ќе потоне цела Македонија. И сите ќе кажат дека од дождовите имаме поплави. Погледнете го Кочани, се враќа Прасијатското езеро, а нема толку силни дождови. Се враќаат подземните води, македонци мои. И не може да се скрие сето она што доаѓа. Како и ова што не можеме да го скриеме, да лажеме за вистината на Македонија. Библиското распетие за Владо Павлов е поврзано со вистината на делбата на Македонија од Синци Легеди Рома на 4 дела, како крс. Каде што последен македонски цар на царевите и крал на кралевите во ова слободна тогаш Македонија во 17 година бил Исус. А ако Македонија не била поробена и не била, тогаш кој го пречекал Исус? Јован Крстителот. И сега најбитното прашање. Што е бил Јован Крстителот на Македонија? Цар. И сега, дали го кронисал за нов цар на Македонија кога дошел Исус? Нели? Тоа е Емануил Цезарион. Или го крстил? Какво е тоа крстење? Не, кронисање по стариот паунски македонски начин во Лџите, денесен Штип, Ново село, кој што е утврдение на влашката популација не од Москополе, туку од Грамос. Москополци се сконцентрирани повеќе во Битола и во Србија, а богами и во Бугарија. Затоа што најголемиот масон на москополци е Пашич. Тој е премиер во времето на кралството на СХС, Никола Пашич, а неговиот син е промотор на ова секта кој што сите вие знаете во Македонија. Секта која што е прави заедно со братот на Александар Караџорџевиќ, тоест Ѓорги Караџорџевиќ, кој што е Тито. Значи, Никола Пашич има брат во Софија, а цела Македонија е негова. Како што на Александар Караџорџевиќ, жена му е Марија Караџорџевиќ, кој што манипулира дека е принцеза на Романија, а всушност е од фамилијата на Накови. Кој што исто така потекнува од лозата заедно со москополци на Олимпија од Епир. Тие са тие кои што ја знаат вистината и кои што ќе не манипулираат цело време. И се додека не се обединиме, ќе биде вака како што сакаат тие. Бидејќи тие најубаво пливаат кога македонецот е разединет, кога ние се мразиме. Како што гледате, со Пулс што направија. На која фирма има обвинителен акт? Се уште молчат. Една недела чекам одговор. Да ми кажат кој е стечајниот управител од Основен суд Довлочани што е водел постапката за дискотеката на Деко. Нема. Кои се луѓе умешани од УЈП Кочани? Довлочани? Нема. Ако таа фирма не постоje, а не постоje, кој им дал струја да приклучат од Евана или некоја друга струја имал? За струјата?
Ратко Сорос и вахабиста многу поубаво упатен, него го прашајте. Исто како што не ни кажуваат која фирма дала печат за противпожарна заштита да направи записник деко и да го вметне за да му дадат одобрение. На овие 3 прашања со пулс нема одговор. Затоа тие го користат разединетиот македонски народ. На ними одговара да плукаат по Владо Павлов македонците. Бидејќи во тие прљави води знаеме само која риба може да обстои. Тоа е Цинцилегија ди Рома. Само едно да знаеме. И Цинцилегија ди Рома потекнува од овој корен тука што е. Од времето на Тројанската војна. Кога дел преку Романија или преку Белград преминуваат на страната на албански планини. А знаете дека пред Троја, како што ви представив пред некој ден, чизмата е била споена. Не постоело Јадранското море. Што значи дека чизмата доваѓала дури до Скопје. Тоа се тие турците, кои што потекнуваат од Амазонката. Синот на Одисеј и на Амазонката е Латин. Лацио. А Латинското царство ви е сместено во Истанбул. Скопје 2014 го правеше Груевски, вие така ќе кажете. Ама позади Скопје 2014 стои Ердоган и Латинското царство. Нели сега дојдоа заедно папата и Вселенскиот. А забораваат дека за времето на Третата, Втората и Првата крстоносна војна се уништи од овде. Се што постоеше од Константин се уништи, се земоа. Затоа немате одговор. И затоа никогаш Кочанскиот јавен обвинител нема да покрене иницијатива против тие неговите. Затоа и судиите се бранат едни со други. Затоа и ние поднесуваме до Страсбург. Бидејќи знаеме дека судиите се штитат едни со други. И затоа никој нема одговор да ни каже кој е стечајниот управник на дискотеката на Деко. Многу работи, многу прашања, а малку одговори. Само едно што ми е кејф е тоа што јас што кажав уште првиот и вториот ден. Денеска сите го кажуваат. Сите зборуваат. Го слушам Ацо Пјаца. Ги слушам сите. Само едно да разбереме. Немојте да злоупотребувате. Затоа што правдата секој треба да ја добиеме. И јас се одлучив така. Да овие прекрасни дела и првата пушка пукнала во Прилеп и од Прилеп да почнем со првиот Органитес кафе. Со најчисто воше и зеленчук. Каде што сите мои гости кои што ќе пијат кафе и кои што ќе конзумираат џусеви и други работи за подобрување на имунитетот и чистење на крвта, ќе ги замолам да си направат крвна слика пред доаѓањето во Прилеп во локалот и после. Многумина ме убедуваат дека треба алкохол. Па уште и велат, ако нема алкохол не доаѓаме. Не ми ни требате. Алкохолот е веќе демаде. Не ми ни требате. Имате секаде алкохол. И друго нешто имате секаде со алкохолот.
Сакам Македонија да биде со нешто прва. И затоа ќе бидат овие попусти. Бидејќи сите знаат дека нашите финансирања беа од Мак Оргон, а денес од Феникс. А Кочани ќе го оставам последен. Последен ќе го оставам. Затоа што Кочани ги имаше привилегиите да биде прв. Каде што целиот свој живот го вложив. И направив нешто што го нема никаде во Македонија. Ама цинизмот и смејувањето и прерлъкот на Кочани дека се многу големи фраери и понижувањето еден со друг, еве до каде дојде. Затоа кога доаѓам во Кочани само седам и уживам и ги гледам. И гледам до каде одат, дали некој се променил или не. Кочани нема никаква промена се уште. Затоа и ќе го кријат судијата од Основен суд до Влочани кој водел стечајната постапка на Деко. И дали има обвинителен акт за некоја фирма кој што не постои. На кого дала налог Марија? На која фирма да врши претрес? Сега родителите чекаат да помине одредено време и како се што го следеа Владо Павлов, следно ќе биде Основен суд кој водел стечајната постапка. Затоа што ако се водила како што треба, таа дискотека немала да постои од првиот ден. Затоа најевовираните се оние со блокираната жиросметка. И како е можно да премолчи Основен суд до Влочани? И кај се тие главните виновници? Дали некој знае каде се тие главните виновници? Сите барате правда за тие херои. Ама си играат пинг-понг со вас. И ќе си играат и понатаму. Во продолжение ќе доставиме Александра да ви информира за работите кои што имаме во предвид за попустите. Среќен ден од Белагнија Битола. Во врска со попустите, да, имаме промоција, како што кажав, на робата која што на старите пирамиди. Еве ги тука. Значи, ги даваме по една убава цена, заедно со медалјонче, големите пирамиди и еден подметач мал за вода, за прочистување на вода. Имаме доста избор, значи може да кој е заинтересиран да дојде да си одбере, да има една јонизација во домот, значи со една голема пирамида, убава можност, доколку има само подлога, еве можности за јонизација. Значи на промоција е и овај сет, доколку некој сака гиза сет со голема подлога и голема и мала пирамида, може овај сет да го има за 7500 денари. Имаме и само пирамиди на промоција за 5500 денари, голема и мала гиза пирамида. Многу силни пирамиди, кои истовремено се и оргон и плазма. Тоа во врска со попустите. Може да се дадат и само вакви големи пирамиди, тие беа 2800,
со медалјонче гратис. Значи само голема пирамида може исто така на промоција. Тоа е во врска со попустите. Значи, ќе бидете информирани за све што треба. Внатрешниот соработник и стожер на Белагни Александра, затоа што имаме за цел да го представиме македонскиот кутеж во вистинска смисла на зборот, затоа што некој ова го знаел, некој ова го правел на светско ниво, во ерата на бикот, додека во ерата на овенот некој тоа го пренесувал, а додека во ерата на рибата денес, која што завршува, некој го уништувал. Што значи дека пирамидите постојат, а врвовите на пирамидите се оргон пирамиди, затоа и сакаме да почнеме со нешто ново, да докажеме на сите оние кои што сакаат да не уништат, да докажеме дека ние навистина сме троскот, и колку тие сакат да не уништат и да не местат, ние толку повеќе ќе создаваме и ние толку повеќе ќе правиме нови дела, не само што ќе ги нема во Македонија, во Балканот, туку и пошироко во целиот свет. Ќе бидете информирани кога ќе биде отварањето на Прилеп. Секако дека ќе има мал коктел, секако дека ќе има спектакуларно отварање, затоа што Македонија го заслужува сето ова, затоа што и Прилеп го заслужува, и затоа кренуваме од Прилеп со пораката: време е, македонци, конечно да се сакате самите себе, време е, македонци, конечно да бидете добри детективи, да бдеете над она што се случува околу вас, и време е, македонци мои, да не дозволувате некој пинг-понг да се игра со вас. Време е, македонци мои, да го изфрлете егото од вас, љубомората и себичноста. Време е, македонци мои, да не искористувате туги идеи и туги работи, а на сметка на тоа мора да го уништувате тој од кој што се ги зеле тие работи. Време е, македонци, да ги почитувате оние кои што се први во нивната активност, а не да се борите да ги уништувате за да вие бидете први. Нели? Со уништувањето на тие првите, вие како втори мора да ги уништите, тоест да бидете безобразни. Она што јас како Владо Павлов го поминував си овие 20 години. Фала му на Бог, благодарам на универзумот, мојата битка останува за Македонија и покрај големите штети што ги трпам во секој поглед. И моје вклучување во живо ќе го завршиме сега со она што сакам да ви го доставам, веќе објавено, да ги поздравите Вистиномер, Потрачковските на Зоран Заев и на Венко Филипче, новите милиардери од соларните панели. Само ќе ги прашам сите нив, дали некој прашал овие соларни панели на колку температура треба да издржат? Дали некој прашал како се регулира вишетокот на електричната енергија? Дали ЕВН има начин како да ја стимулира, да го стимулира вишетокот на електричната енергија? И дали случајно, после случувањата со Пулс, имаме неколку пати прекини на електрична енергија? И дали тие прекини на електрична енергија се токму поради неможноста на ЕВН да ја балансира електричната енергија? И најдобро е да биде исклучена струјата, за да немаме некој спој кој што ќе рокне некаде каде што ние не знаеме и каде што има малку повисока температура од 100 степени,
некој литиумски акумулатор кој што потоа ни пожарна, ни никој не го гаси. Се лаже пожарна ако мислеше дека ќе го изгаси. Сите вие сте сведоци на овие пожари, на овие нови пожари, нови интелигентни пожари, новија пожари кои што ако ставате вода достигнуваат висока температура, затоа што посебен водородот е литиумот втор, елемент кој што создава висока температура од самата вода, а покрај тоа го ушмукува целиот кислород и на сметка на сето тоа создава и цијановодород. Не барам никаква противуслуга од никого. Тоа го кажав и на мојата трибина во Кичево. Не барам ништо од владата на Република Македонија, освен што ќе продолжиме посилно за Македонија. Тој ќе го докажеме. Не бараме вработување за никого. Ние нашата фамилија која што ја создаваме во цела Македонија ќе си има свој начин за средно удобен живот и нема да подклекнуваме на никого. Затоа и кажав на Китино Кале, ако некој очекува дека треба премиерот Тино или некој градоначалник да му помогне, уште денес нека биде настрана од ова се македонско обединување. Така ќе докажеме дека ние не бараме од никого помош, така ќе докажеме дека ние самите се бориме за Македонија, така ќе докажеме дека ние самите со дух, ум и фанатизам ќе продолжиме и ќе се спротивставиме на сите оние кои што не правиа секта, а секта не правиа најголемите секташи во Македонија кои што денеска Бог ви ги обелодени сите. Ја видовте сектата која е? Имаше некои кои што споменуваат дека Кочани ќе биде препознатлив во цел свет со сектата. А сето тоа го наметнуваа на мене и на мојата екипа. Има целосна документација за сите кои што не правиа секта, за сите кои што не правиа преваранти, за сите кои што не правиа насилници. И ќе бидеме без пардон, па независно тоа да било и моја сопруга некогашна или било кој. Жалењето помина. Ќе работиме со законот на правдата и ќе продолжиме уште посилно во наредниот период. Заедно со создавањето на повеќе органски кафичини из Македонија. Тоа да ви биде јасно. И тоа ќе оправиме поради правдата, а не поради друго. 20 години ја трпам тортурата на мој плеки. 20 години вие ја трпевте тортурата поради мене. Ама ете решив да се приклучам на сето она што го правеа. До ден денес се браневме и верувавме дека истите тие ќе знаат колку е доста. И ќе не остават на мира. Но тие не оставија на мира. А имаат многу кривични дела. Со сето оно што го правеа против мене и против вас. Затоа нека се спремат во наредниот период. Ќе видиме чива е правдата. Знам дека сум будно следен. Знам дека и телефонот ми се прислушкува. Знам и дека знаат вчера колку бев во Прилеп, каде бев, што правев и каде седев. Знам дека знаат дека денеска сум во Битола. Знам дека знаат, иако кренам од Битола кон Крушево. Знам дека знаат се. Ама и за нив, на другата страна кој што го правеа, сето ова знаат. И ја тука не можам да се мешам. Затоа што службата си има своји активности. Само имам една порака до службата и до премиерот Тино. Ова е силна порака до службата за безбедност. Немојте да местите луѓе кои што се невиновни. Затоа што и оно што го гледам
деновиве, а го знам, да се преиспита нешто што се спрема во Скопје и дали вината треба да ја сноси еден наш пријател кој што има кафиш до жапун во Скопје. Нека се превоспита се. А јас ве информирав како што нема одговор. Кој е стечајниот управник на ДЕКО? Кој е направил стечајната маса? Каде е ујапакочени, тоест довлочени? Така и нема одговор дали санитарна од Карпош вршела проверка на воздухот во затворен простор. И дали таа бактерија или вирус кој што бил во просториите е од мусаката или од нешто друго. Некои прашања од Владо Павлов заслужуваат одговор. Ама некој упорно ги премалчува. А зошто? За да биде спасено некое ГЗ. Тоа мора да прекине. И затоа повикувам служби на безбедност да работат онака како што треба. И да застанат конечно во интересите на Македонија и на македонскиот народ. И оној кој што е виновен, нека сноси одговорност. А не оној кој што е виновен, ќе ги набоцка родителите ќе се нафрлат на тој што е направил мусаката, од таму ќе се дигне фама, како тоа што го правеа со солените соби, од страна на Венко Филипчи и Зоран Заев на времето. По таму ќе се продолжи да се врши испитувања. Арно, ама никој нема од санитарна инспекција во Карпош, како што санитарна инспекција од барака број 5 центар, тоа го направи со Владо Павлов со цел да бидам уништен и да бидам затворен, за да некои играат како што сакаат со моите дела. Нели, глувците оро играт кога нема мачката. Ама ете, мачката е тука. Жив и здрав и докажувам дека навистина треба да имаме многу промени. И затоа повикувам уште на сега санитарна од Карпош, како тоа што го направи Марија на барака број 5 од санитарна центар, да иде да бара микробиолошки испитување на воздухот во затворен простор во сите училишта. Затоа што не верувам дека нешто што не е поврзано може да биде како причинител. Стомачниот вирус е поврзан со нова корона состојба изгледа. А ние имаме секојдневни јавувања од родители и секојдневни посети, бесплатни услуги на дечиња до 12 години, каде што некои имаат проблеми со акти во устните, со температура, со дехидрираност, па дури и нарачињата и ножињата со морбили. Сигурно и тоа не е од мусаката. Сигурно и Козле не е наполнето од градинката каде што дечињата најверојатно и тука јаделе мусака. Одлуката е ваша. Останете ми во мир, љубов и хармонија. Го завршувам ово мое вклучување во живо со мојот поздрав до потршковците или деца на некои соросвиди кои што изиграваат детективи, изиграваат паметњаковичи и сакаат да се протистават на некого кој што 30 години истражува, а се со една цел
да се заглуши ова восстание мое со вистината и се со една цел да се сокрие оној кој што прв започна да ја формира сектата, а таа секта е формирана од самонаречаниот атентат. Моje прашање е следново. А тоа е: дали ова лице нека почива во мир е истото она лице кое што е представено после целата ја отвори. После самонаречаниот атентат, лице кое што е пренесено. Ова е прашање до Вистиномер, а прашање и до Фрчкополис. Дали ова лице е лицето кое што е пренесено? А сите знаете дека ова е тоа лице кое што е пренесено. И зошто ова лице има памук? Тоест, зошто ова лице на брадата има завој и дали тој завој му е ставено да му ја држи вилицата и дали ова лице веќе е починато? Ова е моje прашање до Вистиномер и до сите оние кои што го премолчуваат самонаречаниот атентат и доказ дека овој завој кој што го гледате овде, а не може да се сокрие од се македонското обединување, на македонци кои што се борат со дух, ум и фанатизам, посебно македонци кои што се во специјалните единици и кои што се бореле за Македонија, како и јас, еве и денес продолжувам да се борам за Македонија, за вистината, нека ми докажат зошто овој завој е ставен на брадата, која што сигурно вие знаете дека се става секогаш кога ќе почине лице да не му се отвара устата. Дали ова лице е живо со овој завој, вие сами докажете. И овдека е мојот поздрав до Фрчковски, до Бранко Црвенковски, до Тито Петковски и до сите останати кои што се преживеани денес, се знаат ова вистина, дека ние тука имаме атентат врз нас македонците и создавање на секта која што е возобновена после атентат. И дали ова е манипулација со ова лице кое што, како што гледате, е пренесено, наводно, ова бил Киро Глигоров. Уште еднаш, останете ми во мир, љубов и хармонија и останете ми во мир, љубов и хармонија за да ми докажете дека ова лице кое што ви го представив е лицето кое што е Киро Глигоров. Самите утврдете и самите дознайте на кого служат Вистиномер. Уште еднаш, ова е тоа лице кое што е пренесено и кое што наводно е Киро Глигоров, кое што, како што гледате, има завој, да не му биде отворена устата, лице кое што е починато, а според нашите сомнежи и истражувања, ова лице е тоа лице кое што е заменува улогата на Киро Глигоров. Ова е мојот поздрав до Љубомир Фрчковски, до Бранко Црвенковски, до Тито Петковски, тројца преживеани до ден денес
кои што во тој временски период знаеле, според нас и нашите истражувања и сомнежи, дека Киро Григоров не бил во автомобилот, а посебно, ова е мојот поздрав до децата кои што му служат на Венко Филипче и на Зоран Заев, на олигарсите на соларната енергија, соларна енергија која што ја добиваме денес, ама на сметка на неја добиваме и силни експлозии, само поради тоа што Евана нема начин како да ја складира се уште вишетокот на електричната енергија која што се добива од овие соларни панели и позади кој што стои најголемите магнати за тоа, Зоран Заев, Венко Филипче и Ангјушев. Така се случи и со Винчини, па видите како дојде и го премолчија, го забрзаа процесот, а сите знаеме дека на идентичен начин има и таму експлозија, на идентичен начин имаме запалени соларни панели, имаме пожар кој што не може да се изгаси и завршува со истиот пожар каде што не може повеќе да кријат во Трубарево и каде што ја кажаа целата вистина за оно што ние го тврдевме од првиот ден за литиумските батерии. И затоа второто прашање наше за дискотеката Пулс, која што не постои, која што е невазешка, која што нема фирма, поради тоа што незината жиросметка е блокирана пред 2 години, а по автоматизам за таква фирма започнува да се воде стечајна постапка и се дава стечаен управител од Основен суд до Влочани. Кој е стечајниот управник од Основен суд до Влочани, што бил доделен за Деко? Се тоа што го знаете за пломбирање, за затварање, за лиценца за кабаре, за неиздавање на фискални каси, извинете ми сметки, е поврзано со Класик во трговски центар. А се што е поврзано со Пулс, не постои, нема фирма. И затоа моето второ прашање беше, освен тоа што не сакате да ни кажете кој е стечајниот управник, кој е водел постапката на ова фирма веќе која што не постои, треба да ни кажете кој е вршел дотур на електрична енергија. Бидејќи фирма не постои и нема договор со Евана. А имаме сознание дека Евана Кочани нема ингеренции врз ова дискотека која што не постои, а имаме сознание дека струјата наводно била исклучена од Скопје. Затоа, овие 3 прашања мора да бидат одговорени, бидејќи ако овде навремено се реагирало, немало да дојде до ова што дошло. Основен суд до Влочани, каде што се води стечајната постапка, УЈП Кочани, каде што исто така се премолчува, а потоа ќе дојдеме до наредбата која дал на фирма која што не постои од УВР до Влочани, ќе дојдеме до градоначалниците, каде што со право како кочанцанец можам да кажам дека после завршувањето на мандатот на двата мандата на Радко Сорос и Вехабиста, имаме уште еден мандат на Радко Сорос и Вехабиста, а тоа е Папазов. Затоа што е пулен на Радко. Во спрега со Ванчо Деликатес, кој што го тргаат Николчо кондукторот, поради тоа што не е дозволувал одредени парцели. Маркици. И тука го пуштаат до игра Љупчо Папазов
за да им одигра онака како што треба за урбаната мафија. Ама како што одигрува за урбаната мафија на овие двајца откочени, така тука ќе пронајдеме и вината кај тие што стојат позади Љупчо Папазов. Така сака Бог, извинете ми. Бидејќи еден од овие олигарси е длабоко поврзани со случувањата со Владо Павлов, па дури и со исчезнувањето на цвеќето на животот, крунисаниот доказ закочени дека е рајска градина од депото на Увара до Влочани, каде што имаме се македонското обединување аргументи и докази за многу продадени артефакти на еден од овие кои што владеат со Кочани и нормално неговата врска која што е имал за уништување на македонизамот и продажбата на големи артефакти кои што се биле откочени, а исто така и кои што дозволува да се градат стамбени комплекси врз локалитети кои што се од големо значење за Македонија и целиот свет во Кочани, каде што наводно биле од помало значење. Ајде нека ни каже сега Радко Сорос и вехабиста за него какви се тие локалитети од големо и локалитети од мало значење, за да може да се градат стамбени комплекси, за да сега, идентично како што е на Мегдан Панагюрот Кочански, така е на Мегдан и мојата дедовина, и мојот дом на мојата фамилија, и сето она што го прават против Владо Павлов, покрај другите активности што ги правам, намета е и мојата дедовина, мојот имот во Кочани од истите овие олигарси и од истата ова урбана мафија, која што има за цел уништување на се што е поврзано со македонштината и на него изградени големи стамбени комплекси. Нека ми докаже кои се тие локалитети од мала вредност и од голема вредност, за да денес тие локалитети бидат парцели на општина Кочани за градење на стамбени комплекси. Каде што еден од овие се дрзна во Кочани на 2 метра да гради стамбен комплекс до железнички сообраќај. Кој е дал таа маркица? Новиот градоначалник од ВМРО ДПМН треба ревизија најпрво да прави за парцелата на локалитетите кои што ја дал Радко, на кои што се повикани и подмитени најверојатно според нашите сознанија лица од Музеј на Република Македонија. Потоа во тај период имаме уште еден пожар и починати луѓе на исти еден таков локалитет, и да ни даде објаснение за како може некропола од бронзено време да биде уништена со големи стамбени комплекси. На овие прашања ние имаме одговори и ќе чекаме на новиот градоначалник на Кочани да видиме дали тој ќе игра како Љупчо Папазов или навистина ќе си ја свати играта и навистина ќе крене за добробит на наше Кочани да биде град на светлината. Мада вака како што гледам, еве го повикувам премиерот Тино да малку погледне на кај Кочани и нека се увидат сите овие работи од каде се почнало. А да не зборуваме на колку фирми се давани тендери кои што не се од Кочани и што правиат тие лица кои што ги зимаат тендерите во Кочани за некои други активности во времето на Љупчо Папазов. Тука ќе дојдеме до заклучок за нешто што е поврзано и со Пулс.